Добар ден и убав ден, драги наши пријатели на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. Се надевам и денеска сте пред малите екрани и уживате гледајќи на нас. Знам дека и денеска ќе ви бидеме интересни затоа што ќе имаме убав оброк, затоа што ќе имаме интересен гостин кој што вие го обожувате. И знам дека сето ова за вас ќе причинува, како се вели, еден миг. Многу пати ми велите, Дракче, дури седнавме да гледаме, емисијата ни заврши. Такви сме ние. Со позитивната енергија, тоа брзо оди. Откако ве поздравувам вас на сите меридијани во светот, без оглед на тоа во кој дел од денот или денонокието не гледате, како и да е, битно е не гледате и не поздравувате, испраќате срдечни поздрави, а тоа е најважно за нас. Да ги поздравиме и нашите пријатели од Стокомак, да ги поздравиме Стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашата витрина. Гледаме дел од производите, но тоа е еден мал, минијатурен дел од производите на Стокомак, а додека вие сакате или ви е потребно повеќе производи, тогаш посетете ги големите маркети на Стокомак ширум Македонија, каде можете да си најдете производи кои што вам ви се потребни за вашето домакинство. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, така наречена Македонка. Како ќе ја препознаете новата линија на производи? Со тоа што ќе ги погледнете налепниците обоени во црвено. На посебни рафтови налепници обоени во црвено со производи од македонско потекло. Купувајќи ги производите од македонско потекло, така ги стимулирате и македонските производители. Ете, тоа беше поздравот за нашите пријатели од Стокомак. Имаме и нов пријател на емисијата, а тоа се продавницата за апарати за домакинство МОС. На мостот или на самојот ќош од Битпазар и убаво напишено со убави стаклени прозорци на кои што можете веднаш да бидете примамени и да влезете во продавницата и да ги видите сите оние апарати кои што вам ви се потребни за вашето домакинство, но има и многу новитети, затоа посетете ги во текот на емисијата. Ние ќе работиме со дел од нивните апарати за домакинство, но можете и на нашата масичка да ги погледнете. Еве, тука некаде позади е миксерот за тесто, па ерфраерот, кој што е еден од препознатливите апарати за домакинството. Го имаме пред мене бокалчето, потоа преубав тостер, блендерот и се друго кое што можете, нели, драги мои, да го забележите. А потоа ние ќе имаме и поубави, нели, рекламни делови кои што можете да ги забележите и видите. И време е, драги мои, кога јас треба да го поканам мојот гостин за денеска и ваш гостин. Знам дека за многумина ќе биде голема радост, значајно за оние кои што учевме од него, како е да се биде спикер, како е да се биде водител, како е да се однесуваш пред екран. Најбитно од се е неговата позитивна енергија и широката насмевка која што ја има за сите нас како ученици, но и за своите граѓани кои што редовно го следеа се до неговото пензионирање. Најдобриот помеѓу најдобрите, така се вели. Благоја Крстевски. Добре ми дојде. Добре најдов. Многу ми е мило денеска. Здрави, живи. Ке другаруваме во нашата емисија. Повели од оваа страна, па јас ќе бидам прашувалкото денеска. Пред се многу ми причинува задоволство. И мене исто така. Да бидеме заедно, да муабетиме и гледачите да те видат и слушнат повторно, бидејќи тој глас е незаборавлив. Препознатлив, сакаш да кажеш, да. Како си пред се? Пензионерски. Пратенички. Да, веќе скоро 15 години во пензија. Так. И се знае, пензионер. Пензионерите со љубов кон внучињата, со пазарењето, со дружење помеѓу комши и пријатели. Тоа е најредовно кај нас. Пазарењето, дружењето и највеќе со децата. Со децата. Со внуците, да. Така е, тоа е.
Па бе човек среќен да види што има внучиња дочекал. Најубавото нешто, како велиме, дрво без гранки не бидува, треба да има, треба да има нови фиданки. Кога јас те поканив на нашата емисија, ми рече, Драгче, бе, кај јас старец, ке готвам. А како кажав јас, не си старец? Тоа се, како си кажала, но ке готвиме заеднички, ке ми бидеш асистент. Во ред за асистент, тука сум, да. Но не барај нешто големо од мене. Интересно ќе направиме еден интересен оброк. Младите сега тоа го нарекуваат фенси. Значи нешто модерно, нешто брзо, и ќе те научам да го правиш и дома и да бидеш фенси дедо. Па после ќе се научат, па постојано да правам. Ајде, прави го рецептот што го правевте со Драгче. И јас ќе го поставам сега тавчето, за да почнеме со нашиот рецепт, и ќе си муабетиме. Вака. Ајде, одиме прво на појако. Од тебе ќе барам едно пиперка вака на кругчиња, да ми се исецка, бидејќи мене ќе ми бидат потребно. Ајде, добро. Така, и потоа маслинчињата. Ножето да си го земам јас. На тенки, нели? Па да, добри се, супер, одлични. И така тие, нели, ќе се потпржат и ќе биде секако што треба. Се обидуваш ли дома да сготвиш нешто? Еве ова добро што најде пиперка, многу сакам. Така. Летно време пипер и патлижанова летна манџа. Така, многу е убаво. Ама малку да наљутуе, знаеш? Нели? Македонска работа е. Да, ама пред тоа па така малку салатичка и ракиичка се стари луѓе. Ако, како се вели, за крвотокот да биде добро. Во ред, колегите велат, Драгче ни пречи стаклениот сат и така за сега не ни е потребен. Можете, колеги, да не подсетувате. Добро. Веќе путерот ќе ни се растопува, ставаме коцка путер. И радиоводителството. Твојата професија те донесе во радиото по случаен избор, но остана до пензионирање. И радост... Па во радиото останав таму 15-тина години, потоа останатиот дел е телевизија. Од 25 години и повеќе, 30 во телевизијата. Инаку, радиото беше многу важно, затоа што искуството од радиото многу ми годеше и тоа што го стекнав таму ми беше добре дојдено во телевизијата. Но некако помачно е, се вели, кога си на екран, затоа што треба да се внимава и на погледот, и на движењата, гестикулација. Драгче, порано, во тоа време кога јас почнував, тоа беше 68, 9, 70-тите години од минатиот век. Така. Тогаш повозрастните колеги и колешки ни укажуваа на сето она што ние треба да го поседуваме како водители, како спикери, како презентери. И тоа се вежбаше со години, не со јас и моите останати колеги, колешки. Така што, кога веќе дојдов на телевизијата, бев потполно подготвен и спремен. И може би тоа остави највеќе впечаток вака кај гледачите. Ете, така да го гледаат некој што е подготвен од сите страни и што одлично го говори македонскиот литературен јазик, говорот, што внимава, односно комплетно подготвен со културата на говор. И многу убаво, бидејќи
вестите или дневникот, тоа го бара, вечерните вести. Бара подосна во текот на работниот стаж. Работи во школата за говор при македонската телевизија, Така, заедно со мојата колешка Лилјана Крстева и останатите колешки кои помагаа кога беа слободни. Ние водевме таа школа и од неа поминаа низ неа многу наши ученици, но сега и добри водители, новинари, препознатливи лица. спикерки и спикери кои работат во електронските медиуми. Сега да Многу од нив и помина на други работни места, но еден дел се задржа. Сакам да ти покажам за рецептата. Што правиме денеска? Фенси јадење. Јајцата беа сварени, 5 јајца, кои ги преполовив на половина, значи сварени и излупени за во текот на времето Што да им го... ставаше? Сега им додадовме путер една коцка, малку масло, додадов сол, сега ќе додадеме малку кари. Ајде, од оскора, сосема малку. Сакаме бои и мириси. Потоа ќе додадеме малку куркума. Доволно. Тука добро. И лутка малку ќе биде добро. Ако повкусно ќе биде. Точно. Точно. Еве вака. И додаваме и малку орегано. Малку потешко се отвара тегличката, но ќе биде добро. Ете така. Сега ќе ја додадеме и онаа пиперка која што ти ни ја исецка. Ете така. Измеѓу, за да биде добро. И значи така, ТВ водителството, пријателите, луѓето, додека пред да ја подготвиме нашата емисија која што сега оди и ја гледаат нашите гледачи, дел од моите колеги овде се симна да ве гушнат, да ве поздрават, да ви заблагодарат, да евоцирате спомени кои што поминале во текот на работењето и заедничкото дружење. Имат токму таа една генерација заврши овде во Канал 5. Тоа беше пред да се пензионирам. Така. Јас морам да кажам дека јас бев ученик на господинот Никола Момировски, но со тебе лично си се сретнувавме во телевизија, така е. Да. Ете, убави времиња, убаво нешто. Пиперката ми е ова од повеќе. Ќе оставиме овде. И сега вели за овој рецепт мора да се стави капакот од нашето тавче за полесно да сето тоа се соедини и да биде убаво, но треба да го внимаваме. Да не го загориме. Да не го загориме. Муабет првејќи. Па добро, нели во кујна вели се случува и сега ние, но ние ќе си внимаваме. Сакам да се навратиме на моментите на водењето на фестивалите. Појавата на Валандовскиот фестивал во нашата убава Македонија, но да се подсетиме и на фестивалите во поранешните простори на ју земја, нашата земја поранешна, а тоа беа Опатискиот фестивал кој што беше еден од многу популарните. Па тој беше така го третира тогаш како најдобар фестивал. Така. Се одржуваше во една кристална сала во хотелот во Опатија. Ги наму настапува како и на сите фестивали најдобрите интерпретатори тоа време, пејачи. Така. Па да кажам дека во еден таков бевме со господинот Костадин Костадиновски. Тоа да, бев и јас заедно и со Ѓоко Ѓоргиев. И Ѓоко Ѓоргиев. Бев. Беше Лео Мартин, беше Оливер Драгоевич, беше Мишо Ковач, беше
Кемал Монтено, тогаш Маја Оџаклиевска, Неда Украден. Така беше Да. третирано да од сите говорни говори во бивша Југославија, на македонски, на српско-хрватски, на словенички, мора да има по еден представник. Така да на тој фестивал Опатија 70 која беше имавме две колешки од Загреб, едната и другата од Љубљана и двајца машки. Јас бев од Македонија и од Србија беше Мича Орлович. И така одеше тоа водителство во тоа време. Така. Само ќе ми опростиш да ја земам марулата, тебе ќе ти олеснам и јас да ја подготвам, а тебе ќе ти ги дадам роквиците и кромичето, младото кромиче. Ете така. Овие како сакаш да ги сечеме се? Исто на крукчиња ќе ни бидат. Ете така, јас овде ќе поставам и да почнеме да ги подготвуваме. Фестивали, приредби тогаш се одржуваа многу во поранешна Југославија и постојано имаше некој од Македонија што е застапен покрај пејачите и во говорниот дел, односно водители, нели? Така. Одевме од радио, телевизија Скопје тоа време, така се викаше, сега е Македонска радио, телевизија. Тоа бе убави настани, убави средби. Инаку со модел и највпечатливо ми беше една прослава на Авној, исто така 70 и некоја, заборавив точно која, во Бихач. Ете, од овде тргнавме една екипа со Ристо Стиков, новинар, Даниела Панчетович, Кире Костов, Јанко Узунов. Една убава екипа. Да, таму се представивме секој пак и на својот говорен јазик и со своји луѓе, нели? Разговори и така. Имавме главен режисер, беше Виеко Африч, вјечник од времето на Втората светска војна. И тој на пробата, јас кажав една реченица, две и ме прекина. Вика, ајде, молам уште еднаш. Ајде, викам ја, да не сгрешив нешто. Говоревте македонски? Да, јас македонски, секој на својот говорен јазик, добро. И кажав уште една-две реченици и дојде кај мене, вика, Македонче, вака со овие зборови, никогаш помелодичен македонски говор не сум чул. Вистината. Браво, вика, одлично. Затоа бе прекинав уште еднаш да повторите. Никој пат толку убав говор на македонски не сум чул. Немал прилика човекот. Но сепак добро, тоа беше, јас бев тогаш млад спикер кој, ете, што туку почнуваше. И многу ти значеше сето тоа, така? Знаеш како е еден млад човек, тоа многу би му значило, било кој да го каже, а не па еден таков доаен на режисерите од тоа време. После многу години поминаа по разни фестивали, и Скопскиот, и други, и Воландовскиот. Убаво беше да се гледа заедно. Па од Воландово тогаш, кога беше тие години, 91-та година, дојдоа некои наши од Австралија и они сакаат да направат фестивал во Камбера. Така. И оние собраа, тоа беше 91-ва, елитата пејачи од овде, сите, 20-тина најдобрите. И оркестарот, исто така еден од најдобрите. И отидовме за Австралија, за Камбера.
Од таму во Камбера се одржа во салата на Националниот конгресен центар. Прв пат прозвуче македонската песна, македонскиот говор. Беше многу интересно. Во првиот ред седеа, тогаш се потрефи и првиот премиерот Никола Клюсев да биде во Австралија. Тоа уште одамна, значи 91 година, да. Роквиците ќе Во, ги сеткаш. во тој првиот ред седеше еден од нашите најбогати македонци од тоа време од Канада, Џон Битов. Аха, Па така пред публика и многу наши иселеници, видни луѓе, бизнисмени. Во салата така околу 2000 луѓе публика. Се испејава многу хитови денеска познати. кој што после толку- публиката си ги сака и ден Тоа денеска ги денеска слуша. тоа се на Војо Стојановски, на Евто Пупиновски, Так. на Петранка Костадинова. Потоа се одржа фестивалот, имаше и своји репризи по Австралија, отидовме во Сиднеј. Од таму па се вративме во Мелбурн. Една голема прошетка низ цела Вулугонг, Австралија. да. Одлично. Наредната година повторно се одржа фестивалот, 92-та. Повторно истата екипа, Но сега веќе повторно убави подковани. хитови, да, и кој ден денеска се вртат по медиумиве електронски. Добро е. Рецептот ни оди како што треба. 93-та година гостуваше па целиот комплет фестивал Валандово во Сиднеј. Гостуваше Комплетно учесниците од Валандово замина сите, каква беше за финалната Австралија, беше, така. таква имаше еден наш бизнисмен кој го организираше тоа и отидовме 93-та година и тој ги смести сите учесници во хотел, што за сите интерпретатори што оделе во Австралија, што се шетале, пееле и така натаму, тоа беше изненадување, бидејќи никогаш не седеле во хотели, не спиеле. Кај нашинциве, да не се прават големи трошкови. Секојаш Овој- биле сместувани во семејства, кои што Овој се ги наши. сместите, викам, дракче во хотел, сите, и во една сала која имаше сигурно на 4-5 гледачи. И сега беше, куриозитетот беше, овде на таа година победи Петар Нечовски. Да. Со И сега, знаеш, камбаните овие бијат. пејачиве, тоа е постојано, кој ќе победеше, вика, ај, овој вака со протекции, со сам. И отидовме и таму. Се одржа фестивалов и овој сака да дава награди. Нашиот македонец. Да. Организаторот. И гласа публикава. Така. Прва награда Петар Нечовски. Ај сега викаме Се кој вели, ете, купил таму- карти овдека? таму не може да ги 50-60 Така. долари една карта. Како може да купува? Но песната Две- беше 2000. долго време Да. пеена. И За- тоа сакам да ти кажам, ете, Колку е испадна тоа така битно? малку смешна ситуација, али за Петар беше, Радост. тоа е радост, еве, џабе зборувате. Јас Сега ќе победив. направиме Сега што е работа? чај од шипка. Стоплиме вода во новиот бокал ова ти е од мост, од нели, сега мост, ќе добиеш? од колекцијата Арзум и сега ние ќе си поставиме да ни се стопли вода, а ќе си направиме чај од шипка од стокомак. А ти стави ли вода овде? Гледам, Ставено, тука е, да, добро е, веќе да не- подготвено пред да започнам. да не Ова го веќе не вклучиме. ти е потребно, тебе. И јас ќе повлечам се за да бидеме како што треба. Добро. И салатката ја подготвивме, готови се веќе овие. А главно во јадење што стана? Главното јадење ни е готово. Уште да му додадеме малку магданос за да има бој.
Чекам да Ќе видам. каснеме или ние малку после ова? Можеш? Јас тебе ќе ти дозволам, но јас многу пати им се извинувам на гледачите, бидејќи јас не можам некои храни да ги конзумирам, а овде веќе имаме путер. Путерето е едно од тие, така да ти ќе бидеш тој што ќе кажеш дали е лепче имаш ли тука, лепче? без лепче, нели фенси сме, рековме да бидеме. Без лепче додаваме Макдонос поради Љуто бој. пиперче. Љуто пиперче ставивме кари и ќе биде љуто и од самото чили. Ете така, ајде да го исклучиме нашиот апарат. Овде ми е, колеги, веќе се подготвено. Уште да ги додадеме солилата и чајот, се разбира. И за мене и за тебе чај од шипка. Рековме, ќе си правиме чај кој што е во моментот многу значаен поради С-витаминот, да немаме вируси. Ете така, ќе си додадеме да имаме кесички од стокомак, бокалот ни е тука. Ете така. Лесно за правење. Ова, како се вели, ова е баш за пензионери. По-лесно здравје, нели? Повели, нека отстои малку сето ова. Ако, нека е Отстои, тука. јас ова ќе го повлечам и да ја доправиме нашата салата. Да ја додадеме И јас чај консумирам само. маслиново Јас масло. повеќе тревки на природен начин. Поубави, велат поубав е вкусот, но за да загарантираме Ето сега. сигурноста дека не поминале кучиња, не поминале мачиња, Од некои сето места, тоа. да. Ете така. Колеги, ќе одиме ли со рецептот на денот? Ајде да видиме што ни е денес потребно за нашиот рецепт. Додавам и овде сол. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Специјалитет со јајца. 5 јајца, 250 грама кашкава, пола китка Макдонос, една пиперка, една коцка путер, едно лажиче пипер во прав, малку масло, малку оригано, малку чили, сол и сув зачин по желба, салата, марула, ротквици и 5 до 6 маслинки, сол, балсамико и масло по желба. Додадовме маслиново масло, а сега ќе си додадеме и балсамико. И готови сме, комплетни со нашата мисија за ручек. И ова салата. Да, ова салатка, како рече, оди драгче со ракичка. Со ракичка, така, така е. нели, вика, специјално си оди ова со ракичка да направи се биде нека интересно. дома со ракиче. Но ние не смееме, нели, да, како се вели, да ги рекламираме или да презентираме алкохол, па затоа ќе си ја замислуваме. Ќе додадеме уште малку кромит, додадов самата од себе, не во рецептот, затоа што многумина го одбегнуваат. Не да не додаваат. мирисаат, Да не додаваат. Еве А сега поради грипов и лукче да ставиш на јогурт. Сега сите сакаме по нешто што може да не заштити, така се вели. Ајде сега да го подготвам јас и рецептот, како што е редот, да го сервираме. Колеги, ви се допаѓа, нели? Има, за сите има. И навистина е убав. Опа, колку сето ова убаво изгледа. Рековме, ќе правиме нешто и модерно, но и вкусно. Ете така. Ова ќе го додадам тука. Мачно ли беше? Заедно да готвиме и муабетиме беше за мене голема радост. А за тебе да не испочитуваш, односно мене ми испочитува. Само да не бараат од мене се јас да го правам. Дома, лесно е. Веднаш ќе ти пратам видео. И ќе биде сето тоа добро. Ајде да ја поставиме сега овде. Рецептот на денот.
еве го денешниот наш ручек или оброк, доколку сака некој да го збогати, може да го збогати со сланина и со нешто друго што си сака, но верувам дека и ова ќе им се допадне, бидејќи јас не јадам путер, нема да можам да го вкусам, но ти благо е секако. Во ред. Сакаш да се олади. После ова нека се олади, така. Искрено ми беше големо задоволство, затоа што ми беше гостин мене и на нашите гледачи. Да ни пренесеш едно друго време, да те видат повторно на екраните, бидејќи си саканата личност. Дај Боже. Така. Да сте здрави и живи и вие. Амин. Имаме подарок од нашите пријатели, од продавницата за апарати, за домашни апарати. Овде имате подарок, но имате и ваучер од 1000 денари, каде што можете да ја посетите продавницата и да си одберете нешто по ваша желба. Благодарам. Ете така. Овој подарок е за вас, од нашите нови пријатели. Да сте здрави и живи. Ми беше задоволство и се надевам дека повторно ќе се видиме со некој нов рецепт. Дај Боже. Амин, така се вели. Тука сме, драги наши, пред самиот крај на нашата емисија. Навистина беше големо задоволство да се биде со доаенот на македонското спикерство, личноста која што многумина ја обожуваат и многумина и ден денеска ќе раскажува за каков учител беше тој, да ги навикне многумина токму на оваа професија. Останете ми во добро здравје, бидете ми расположени и како ве поздравувам. Ве сакам и посетете продавницата МОС. Чао, чао!